Почитувани, во изминатите 4 години стана вообичаено функционерите и партиските војници на Груевски и ВМРО ДПМН да земат истовремено по неколку плати, надоместоци, субвенции, пензии, се разбира на товар на буџетот и плати платени од џебовите на граѓаните. Се тоа се прави кога во Република Македонија има армија невработени, секојдневно се затвараат фирми, а владата е најголемиот должник на стопанството. Паралелно со ова честење на своите кадри, премиерот Груевски за прв пат во последните 20 години спроведува големо кастрење. Во државното здравство им ги намалува платите на здравствените работници. Не им го исплаќа тоа што им го должи на измамените фармери од Сведмил, не сака да им го реши проблемот на 12.000 стечајци и на многу други категории на граѓани. Иако ова е спротивно на позитивните законски прописи, никому не му фали нити влакно од глава, а камоли да понесе било каква одговорност. Напротив, директно засегнатите и уживателите на овие частења на Груевски и ВМРО ДПМН згора на се и јавно се закануваат со кривични пријави секогаш кога ќе обзнаниме вакви крупни скандали. Таков е најновиот корупцијски скандал со двете плати на новиот генерален секретар на владата Кирил Божиновски. На веб страната на владата во соопштението 28 јануари со кое се информира јавноста дека е назначен нов генерален секретар на владата Кирил Божиновски, стои, цитирам, дека истиот од 2006 година до јануари 2010 година работел како раководител на секторот за меѓународни односи во канцеларијата на премиерот. Токму заради ова го поставив пратеничкото прашање до јавниот обвинител Шврговски со барање по службена должност да истражи дали Кирил Божиновски, додека работел во канцеларијата на претседателот на влада, земал и плата од Собранието на Република Македонија за период октомври 2006 до јули 2007 со личен картон за исплата на плата број 838. Веднаш следеше експресна реакција од Кирил Божиновски дека станува збор за, цитирам, груби лаги и конструкција од најдолен вид, без никаква аргументација и основа, и нормално, како и сите други функционери од ВМРО ДПМН, се закани со кривична пријава, доколку повторно го актуализирам овој проблем. На моја јавна покана да ја споредиме документацијата со која располагаме пред медиумите, Кирил Божиновски со соопштение повторно се закани дека увидот ќе го спроведеме пред суд. Денес ќе ви покажеме зошто новиот генерален секретар на владата Кирил Божиновски е нервозен и се заканува, бидејќи е фатен на дело. Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на 23 март 2010 од Собранието побарав одговор дали Кирил Божиновски примал плата од Собрание од октомври 2006 до јули 2007 година и добив одговор. Уредно, потпишан и оверен од генералниот секретар на Собранието, каде што стои да, Кирил Божиновски со личен картон 838 за тој период, додека работел како раководител на сектор во канцеларија на претседател на влада, примал плата и од Собранието на Република Македонија. Ова значи само едно, дека благодарение на Груевски и ВМРО ДПМН денес во Република Македонија постојат две категории на граѓани. 95% жртви на преродбата и само 5% профитери од оваа преродба. Јасно е дека после овој скандал Кирил Божиновски нема повеќе кредибилитет да ја врши функцијата генерален секретар на влада. Затоа ја повикуваме антикорупцијска комисија да го разгледа овој скандал и да донесе соодветен заклучок. Во меѓувреме, најмалку што може да стори Груевски е да го разреши генералниот секретар на влада. Благодарам.